Статусот на МПЦ не може да го реши ниту председателот на државата, ниту премиерот. Тоа е во надлежност само на Вселенската патриаршија и низиниот патриарх, вели професорот Цане Војановски, инаку добро познавач на црковните прилики. Според него, писмата кои Пендаровски заев ги упатија на адреса на Вартоломеја, со кој бараа тој да се заложи, да се признае автокефалниот статус на Македонската црква, е само обид на државните авторитети да помогнат во ставање крај на овој неколку деценијски проблем. Прашањето треба да се гледа од две стојалишта. Стојалиштето кое што значи потребата македонската држава да ги има на соодветен начин затворено евентуалните можни прашања кои ќе отворат дополнителни недоразбирања со соседите, а ова прашање со Македонската православна црква е отворено од издеглави од 1943 година, а од 1958 е институционализирано во рамките на Српската православна црква како самостојна Македонска православна црква. Решението е уште поважно затоа што од 1967 година, вели Мојановски, МПЦ има статус на неканонска, односно непризнаена црква во православниот свет, што создава дополнителни проблеми во општењето на црковната иерархија. На кој начин ќе го реши Вселенскиот патриарх тоа прашање? Историското искуство и неговата мудрост треба да очекуваме дека ќе го реши на најдобар начин во кој што македонските православни верници ќе се чувствуваат или ќе бидат дел од православната екумена. Не верувам дека ќе биде лесно, но дека е можно решение и можно и ние во тоа можно решение го очекуваме. Писмата на председателот и премиерот во период од само неколку дена испратени до Вселенскиот патриарх укажуваат на тоа дека станува збор за координиран настап на државниот врв, вели професорот Дујовски. Штом црквата не може, а таа не може, според каноните, да бара повеќе од Вартоломеј, тогаш политичарите можат да имаат улога на посредници. Ова е едно важно, отворено прашање со соседна Србија. Единствениот проблем е, предпоставувам, таму, кое што треба да се надмине. Прочем, може да ја направи паралелата со Украина. Не е нешто непознато, не е нешто што тој веќе не го направил. Мојановски вели дека при решавањето на статусот на МПЦ, црквата ќе нема потреба да го промени своето име, бидејќи веќе ја има и историската додавка Охридска архиепископија. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.